честитки за добиената награда. Поздрав до вашите гледачи. Така. И моите суграѓани и широм светот што следат по медиумскиот канал. Така, моето прво прашање е кои беа критериумите за да ја добиете оваа награда и нели што беше пресудно за да се добие оваа награда? Вакова прв пат се додува за регионален менеджер, значи менеджер на целиот регион, иначе за секоја држава од тие 10 земји на југоисточна Европа, по жителство околу 200 милиона жители, становника, и прв пат се додува она, како кажам, личност на годината, изберена од тие фирми кои се изберени по критериум кој е како кажам, изграден на основу европски стандарди, меѓународни стандарди, во соработка со амбасадите од истите земји, економските аташеа, економските комори и сите други, како да речем, стопански институции, јавни институции кои даваат мислење за предложените лауреати на оваа вечер. На оваа вечер се доделени наградите и по критериумот беше успешност, креативност, континуираност во работењето, растот на работењето, кое нешто Зегин го направи во последните години, бидејќи ние веќе сега во Србија имаме 72 апотеки, значи и веќе во други земји отвараме, значи Зегин стана мултинационална компанија, секаде сме препознатливи и ова прво признање, бидејќи Зегин единствена фирма која почнала од нула, да се разбереме, и јас сум како основач од почетокот, делата зборуваат, тука нема критериуми и самиот извештај на комисијата, бидејќи 3000 беа личности, мислам, предложени од сите тие земји, односно 200 милиона становника скоро, и критериумите да се дојде до таа награда, значи селекцијата е голема. Вие бевте сведоци од комисијата која ги кажа критериумите, тоа не е саемска награда, тоа не е некоја музичка да се гласови и публика гласа или некој гласови, тоа се критериуми економски кои се строго пропишени и јас мислам дека го ние заслуживме и после победата и местото што го освоивме во ракоме, еве ние освоивме едно место, значи иако сме мала земја, еве ние освоивме меѓународни награди и посебно сакам да ги поздравам и коментарите на Вардар Скопје, уште една придружбена награда до граѓаните на Република Македонија и сме горди ние што вака надвор од сите други избедувања со една мала земја се представуваме делата, значи не красат секаде. И сите успеси се резултат на работа. Ова што јас добивам сега е резултат на работа, честна работа, работа од нула почнето до ова и сметам дека приложеното повеќе зборува, ја не би повеќе зборувал, нека приложеното збори, сите не знаат и уште еднаш да ги поздравам гледачите на вашата ценната телевизија, бидејќи секој пат сте во актуелноста сте сврзани, уште еднаш пријатна вечер и уште една честитка и до ракометарите на Вардар од Скопје. Така, спомнавте, успехот се познава и по работата. Колку оваа компанија е позната, тоест се проширува на регионално ниво, спомнавте и национално, и всушност кои се идните планови на компанијата? Идните планови, ние сега видите планови, ние сега правиме интернет апотека. Имаме дел некои акции во таа ќе биде исто така интернационална и отварање влегување во пазарите во Романија. Исто имаме влегување во Полска, тоа се пазар скоро 70-80 милиона. Добро и анализиран, имаме ги потенцијалите, кадровските, брендот ни е доста познат, видите, ми себе сме еден многу познат веќе бренд и сметаме дека нема да застанеме на тоа, се додека имаме ваква поддршка, ваков добар тим од соработници, сметам не треба да се заставаме, бидејќи во бизнисот нема граници. Нема граници на способните. На способните не им требат ни граници, ни монопол, ни политички бариери. Способните луѓе прават мостови, а не рушат мостови.